Добре дојдовте. Се надевам дека веќе сте подготвени за емисијава Здравието пред се. Денес со нови корисни совети, исхрана на мирници, се на едно место. Останете со нас, се враќаме веднаш по краткиот џингл. Блескавата и негувана кожа е приоритет на секоја жена која сака да изгледа беспрекорно. Но сето тоа можете да го постигнете, слушајќи ги советите од следниот прилог. Практични совети за блескава кожа на лицето. Убавата, негувана и блескава кожа е приоритет на секоја жена која се грижи за себе и која сака во секој момент да изгледа беспрекорно. Дека тоа е лесно да се постигне, ве уверивме повеќе пати досега, затоа што за нега не ви се потребни скапи препарати. Доволно ви се производите кои веќе ги имате дома. Секако, важни се и континуитетот и доследноста. Токму тоа е случајот и со нашите денешни совети за убавина. Се што треба да направите е да слушате и да започнете со примена на овие практични совети за блескава кожа. Правете редовен пилинг на вашата кожа, но не само на лицето, туку и на целото тело. За таа намена, слободно можете да користите шеќер, а во текот на туширањето и ракавица или сунгер за пилинг на телото. Многу е важно за време на пилингот да практикувате кружни движења, бидејќи тоа е најдобриот начин да ги отстраните мртвите клетки од вашата кожа. Хидрацијата е доста важна. Освен внесувањето многу течности, негувајте ги секојдневно вашето лице и тело. Негувајте со некоја хидрататна крема или лосјон. На секои 15 дена користете маска за лице, направена од желатин, за да ги отстраните митесерите од вашата кожа. За да ја направите оваа маска, потребно да ја помешате една лажичка желатин, без вкус, со 2 лажички млеко, а потоа ставете ја смесата во микробранова печка, околу 10 секунди. На овој начин сите состојки ќе се соединат. Потоа, нанесете ја маската на лицето и оставете ја да се исуши. Откако ќе се исуши, нежно тргнете ја од вашата кожа и уживајте во постигнатите резултати. Мите го лицето со препарат за чистење или со топла вода пред да отидете на спиење, за да ги отстраните прашината, маснотиите и бактериите кои се задражуваат во порите. Обидете се редовно да користите крема за сончење, бидејќи инфрацрвените зраци се главните предизвикувачи на рана, појава на брчки, траги на старење, па дури и рак на кожата. Како што веќе истакнавме, а повторно ќе кажеме, пијте многу вода за вашата кожа нормално да дише и да изгледа убаво. Кога е дехидрирана, кожата е помалку еластична, а со самото тоа се намалува и процесот на нејзино чистење и обновување. Од 2 до 3 пати месечно, на пределот под очите и околу устата, пред да отидете на спиење, нанесете мала количина чиста алоe вера. Овој природен препарат многу ќе ви помогне во превенција на појавата на брчки и другите знаци на старење. Обидете се да се ослободите од стресот, бидејќи неговите штетни ефекти се чувствуваат на сите органи, а особено на кожата. Обидете се да го намалите стресот, а вашата кожа и тело ќе ви бидат благодарни за тоа. Редовно чистете го вашето лице. Кога го велиме ова, мислиме на отстранувањето на шминката секоја вечер, кое важи за правило број 1 за успешна и адекватна нега. Доколку го прескокнете овој чекор, вашите пори брзо ќе се затворат, а вашата кожа ќе стане сува и иритирана. Барем еднаш месечно пригответе го така нареченото смуди за детоксикација. Во блендер ставете малку портокал, морков, јаболка, пола краставица и целер. Ова смуди е идеално за хидратација на кожата, но и за изврлување на сите штетни токсини од организмот. Вежбајте, вежбајте и вежбајте, бидејќи со помош на вежбите се забрзува метаболизмот и се поттикнува процесот на обновување на клетките на кожата. На секои 15 дена правете пилинг на кожата на лицето
со крема за пилинг или со мешавина од природен јогурт и кристален шеќер. Пилингот правете го со нежни, кружни движења, а потоа измијте го со млака вода. Спијте повеќе, бидејќи кога спиете ја регенерирате кожата и допринесувате за незината еластичност и нежност. Затоа, водете сметка за себе и обидете се да се одморите онолку колку што ви е потребно. Секогаш, во раката имајте неколку маски за лице, кои можеби да ги направите дома од природни состојки. Маската, направена од овесна каша, е идеална за девојките со масна кожа. Она од авокадо е идеална за негување на сува и иритирана кожа. Додека за комбиниран тип на кожа најсоодветна е маската од мед и папаја. Секој ден во својот организам внесувајте малку витамин Б. Овој витамин е идеален за потекнување на регенерацијата на кожата, а воедно и за брз раст на ноктите. Доколку се одлучите за витамин Б во капсули, попознати како биотин, запомнете дека со нив е неопходно да пиете многу вода во текот на денот. Користете маска од кал доколку ви е масна вашата Т-зона, односно нос, чело или брада. Доколку ви е масна целата кожа на лицето, ова маска ја препорачуваме и за сите останати делови на лицето, не само за веќе споменатата Т-зона. Краставицата е вашиот адут во негата. Ако мислевте дека ставањето парчиња краставица на очите и лицето е само фора, тогаш се лажете, бидејќи овој зеленчук прави чуда на вашата кожа. Сокот од краставица е идеален за умекнување, помладување, а со самото тоа и за свежина и сјај на вашата кожа. Ставајте мокри гесечки чај на очите, доколку сакате да ги отстраните темните кругови околу очите и подочниците. Најдобар за оваа постапка е зелениот чај, што може да ви послужи и како тоник за лице. Нанесувајте го 2 пати неделно, бидејќи ги намалува порите и има одлични антибактериски ефекти. Познати по своите карактеристики да го забави старењето. Кога прскате парфем, обидете се да го избегнете лицето, бидејќи поголемиот дел од парфемите содржат состојки кои може да предизвикаат нивото на колаген да биде многу пониско од што е потребно на нашата кожа. Користете квалитетна шминка. Внимателно избирайте ги козметичките препарати кои ги купувате и не заборавајте дека вашата кожа го абсорбира сето она што го нанесуваат. Железото е многу важна состојка за производство на хемоглобинот во крвта и за заспомнување на клетките со кислород. Ви нудам неколку намирници кои се богати со железо. Недостатокот на железо е најчеста форма на недостаток на минерали во телото, особено кај децата и бремените жени. Недоволното внесување на железо во исхраната може да предизвика анемија, поголема подложност на болести и инфекции, па дури може да предизвика предвремено породување кај бремените жени. Се поставува прашањето колку железо треба да се внесува дневно. Жените на возраст од 19 до 50 години треба да внесуваат 18 мг железо на ден и неверојатни 27 мг во текот на бременоста, доколку пак на мажите на таа возраст им е потребно само 8 мг. А каков тип на железо треба да се внесува? Постојат 2 вида на железо. Од животинско потекло, односно така наречено хем железо, и железо од растителни извори или не хем железо. Во исхраната важно е да се внесуваат и двата вида на железо. Месото, како црниот дроб и другите внатрешни органи од животните, се некои од најдобрите извори на хем железо, кој истовремено содржи и други минерали, витамини и протеини. Говедскиот црн дроб е неверојатно богат со железо и содржи околу 5 мг по парче, што е над 1/4 од дневната потреба на возрастните жени. Свинскиот црн дроб
е дури и подобра опција, бидејќи тој е попосен и содржи повеќе железо и витамин С. Сепак, црниот дроб треба да се јаде во умерени количини, бидејќи тој е богат со холестерол. Бремените жени треба да го ограничат јадењето на црн дроб поради високите нивоа на витамин А, кој пак е поврзан со вродени дефекти кај децата. Доколку не сте баш голем љубител на црниот дроб, овој тип на железо можете да го внесете во организмот со јадење други намирници богати со железо, како што се жолчките од јајце, кои содржат 3 мг по половина чаша, како и црвеното месо, што содржи 3 до 4 мг на 100 грама месо. Семки од тиква. Оваа популарна закуска е преполна со железо. Едно чинивче со цели семки содржи повеќе од 2 мг, додека едно чинивче со лупени семки содржи неверојатни 10 мг, што ги прави семките од тиква одличен додаток на јадењата богати со железо. Овие семки можат да се комбинираат во лебови и други печива, или пак да се користат во салати. Пакување на печени семки од тиква во вашата фиока на работа може да представува брза и мощна здрава ужинка, полна со железо. Грав. Гравот од сите сорти се извонреден извор на железо, кој нуди 3 до 7 мг железо по чинивче. Од голема важност е да се вклучи гравот во секојдневните јадења. Тој одлично се комбинира со храна како келј, пиперка, брокула, карфиол, кои се богати со витамин С, состојка која помага во апсорбција на нехем железото во крвта. Леќа. Уште едно легуминозно растение, кое вреди да се спомене кога железото е во прашање. Варената леќа, покрај изобилството од растителни влакна, го намалува холестеролот и помага да се задржи стабилно ниво на шеќер во крвта, а нуди и повеќе од 6 мг железо по чинивче. Леќата исто така е исклучително разновидна состојка во кујната, што ја прави одличен додаток во се, од супи и салати до хамбургери и десерти. Спанак. Сиров или варен, спанакот е одличен извор на железо. Иако готвењето на спанакот му помага на телото да ги апсорбира хранливите материи полесно. Со само една чаша варен спанак во телото се внесуваат повеќе од 6 мг железо и протеини, растителни влакна, калциум и витамини А и Е. Иако зеленчуците, а особено зелјестите, и не се најомилена храна, особено кај децата, тие се одличен додаток во рецептите, како таен извор на железо. Готвењето на храна од овие зеленчуци најчесто изискува иновативност при приготвувањето и најчесто комбинирање со продукти кои се богати со витамин С во големи количини. Месото може да се приготвува на различни начини, содржи протеини, а кои се хранливите вредности на месото, дознаваме од следниот прилог. Хранливи вредности на месото. Мисиркино месо. Ова месо е главен извор на железо и на цинк. Железото содржано во месото е многу покорисно од железото што се содржи во зеленчукот, овошјето, житарките и во млечните производи, бидејќи по термичка обработка не ги губи своите вредности. Мисиркиното месо има 20% помалку калории и околу 75% помалку масти од пилешкото, а при тоа двојно поголемо количество ниацин. Исто така содржи есенцијална аминокиселина, која му помага на телото да произведе серотонин, супстанција што действува смирувачки, а помага и за добро спиење. Консумирање мисиркино месо се препорачува и за деца и за возрастни, бидејќи обезбедува енергија, превенира анемија, го потпомага растот и развојот, го контролира апетитот, обезбедува здрав имунолошки систем и благотворно влијае на нервите. Пилешко месо. Лесно се вари, има висока биолошка вредност, има оптимална содржина на белковини. Тие се 20% од пилешкото месо, што е со висок процент на витамини, особено од групата Б. Белковините се солиден извор на железо и на други минерали.
со 7 до 9% масти. Пилешкото е одличен извор на хранливи состојки со нискокалорични вредности. 100 грама бело месо има 97 калории и завидно количество благородни протеини, неопходни за обновување на ткивото и за создавање хормони, антитела и ензими. Содржи аминокиселини неопходни за функцијата на мускулите и за изфрлање токсични материи. Пилешкото месо представува неодминлив сегмент на здравата исхрана. Аминокиселината триптофан од пилешкото месо влијае на нашето добро расположение. Идеално е и за деца и за возрастни. На дечињата им обезбедува есенцијални протеини и аминокиселини неопходни за правилен развој, а кај возрастните поволно влијае на зголемениот крвен притисок и на нивото на холестерол. Според препораките на Светската здравствена организација, поради благотворното дејство на организмот, пилешкото месо заедно со рибата спаѓа меѓу видовите месо што често треба да го консумирате. Јагнешко месо. Јагнешкото месо се карактеризира со полн вкус и со фина текстура. Содржи многу важни витамини и минерали. Добар е извор на протеини, железо, цинк и на витамин Б. Благодарејќи на високата хранлива вредност, представува основа на квалитетна и урамнотежена исхрана. Содржи големо количество железо и витамини кои му се потребни на организмот за од храната да се ослободи енергија за секојдневни активности. Збогатено со биолошки протеини овозможува енергија неопходна за раст, обнова и за градење на организмот. Голема улога игра и во изградбата на црвените крвни клетки и за нормално функционирање на нервниот систем. Телешко, односно јунешко месо. Овој вид месо има светло-розова или розова боја, меко е и без масти. Доколку е белкасто, потекнува од младо теле чие ткиво се уште не е доволно цврсто, па е многу меко, сочно и лесно се вари. Одличен извор е на витамини од групата Б. Содржи доста железо, а поради неговата подобра искористливост, телешкото треба да се комбинира со храна богата со витамин С. Телешкото месо има повеќе ниацинин и калциум од јунешкото и од свинското. Повкусно е од говедското и за негово приготвување потребно е помалку време. Многу е важно во исхраната на децата, бидејќи лесно се вари, а при тоа содржи и белковини со висока биолошка вредност. Покрај тоа е богат извор на минерални материи – калиум, фосфор, хлор, сулфур, калциум и магнезиум. Одличен извор е и на цинк, кој учествува во регулирање на многу генетички активности, нивото на шеќер во крвта и брзината на создавање и на користење на енергија. Исто така е одличен извор и на бакар, есенцијален елемент на многу ензими, што значи дека учествува и во многубројни физиолошки реакции, како што се отстранување на штетните слободни радикали, развој на коските и на врзното ткиво, производство на пигменти на кожата и на косата. Секој од вас добиваат совети за тоа дека не треба да јадете пред спиење, но не грижете се. Ви нудам листа на намирници кои можете да ги јадете во секоја доба, но особено пред спиење. А еве, кои се тие? Постојано добиваме совети за храната која никако не смееме да ја јадеме пред да заминеме на спиење. Но дали знаете кои намирници се всушност добри да ги консумирате пред да потонете во сон? Ви ја нудиме листата на 7 намирници кои можете да ги јадите во било кое доба од денот, а особено пред спиење. Цреши. Ова овошје е едно од ретките намирници кои содржат мелатонин, хормон кој го регулира нашиот биолошки часовник. Во текот на ноќта не тера на спиење, а недостатокот на мелатонин во текот на денот доведува до состојба на будност. Поради ова, пред спиење слободно препуштете се на уживањето во црешите. Мисиркино месо. Ја содржи аминокиселината триптофан, која е заслужна за честото заспивање пред телевизор. Триптофанот генерално го потикнува спиењето, па токму поради тоа мисиркиното месо е одличен избор за пред спиење. Уживајте во мисиркини прсти со зеленчук или во сендвич со мисиркино месо и печиво со житарици. Јасмин ориз. Деликатесниот ориз со благ јаткаст вкус од тропските области се наоѓа високо на гликемичкиот индекс, што значи дека бавно се вари и поради тоа гликозата полека се ослободува во крвотокот. Според едно истражување, консумирањето на јасмин ориз пред спиење го преполовило времето кој им било потребно на испитаниците да заспијат.
житарици со сложени јаглехидрати. Храната полна со едноставни јаглехидрати, како што се разните бисквити и колачи, не е добар избор за пред спиење, но затоа пак житариците со сложени јаглехидрати се вистински погодок. Киноата, јачменот и хелјдата се само некои од житариците кои можете да ги консумирате, а одличен избор се и снегулките со сложени јаглехидрати. Слободно комбинирајте ги со млеко, кое содржи триптофан и го подобрува спиењето. Пред спиење можете да јадете и банани. Во себе содржат магнезиум и калиум кој ги опушта мускулите, како и добри јаглехидрати кои ќе ви помогнат да заспиете. Пред спиење можете да консумирате и сладок компир. Овој одличен плод содржи сложени јаглехидрати кои го потикнуваат сонот, калиум кој ги релаксира мускулите, ниско калоричен е и не содржи масти поради што е одличен оброк за пред спиење. И можете да се напиете чај од валеријана. Не е никаква тајна дека чајот од коренот на валеријаната ги смирува телото и умот, па поради тоа се препорачува да се консумира пред спиење. Одлично делува на желудникот и го смирува, ги опушта мускулите и помага при главоболки. Целерот бил познат уште на старите грци, помага при регулација на крвниот притисок, а нешто повеќе за целерот во следниот прилог. Целерот е растение кое многу наликува на макдоносот, со таа разлика што растението на целерот расте повисоко. Листовите му се поголеми и може да формира топчест корен. Познати се повеќе видови целер, но најраспространет е лиснатиот и оној кој прави топчест корен. Корисните состојки се присутни во сите делови на растението, како во коренот, така и во стеблото и листовите, а и во самото семе. Во минатото, целерот се одгледувал само за есен и рана пролет, додека денес може да се набави низ целата година. Целерот бил познат уште на старите грци. Во Хомеровата Илијада се опишува како коњите пасат див целер, а во Одисеја се спомнува постоењето на ливади со див целер. Заради пријатната арома и зелените листови, целерот е поврзан со култот на смртта, па во Стара Грција се правеле венци за умрениот токму од лисијата на целерот. Венци од целер добивале и победниците во старогрчките истмиски игри, кои биле одржувани во чест на богот Посејдон. Кај древните грци во Рим и Египет, целерот бил употребуван како лек против некои болести. Во свое време, Хипокрит говорел дека ако нешто не е во ред со твоите нерви, треба да јадеш целер. На почетокот, целерот се користел само како лек, но дури во 17 век почнал да се применува и во исхраната. Целерот содржи огромно количество на витамини и минерали, и тоа во сите негови делови, и лисијата, и стеблото, и коренот. Листовите на целерот се богати со витамин С и каротин, а коренот содржи калиум, калциум и фосфор. Во некои делови на целерот постои никотиновата и глутаминовата киселина и мало количество шеќер. Стеблото содржи големо количество разни соли и токму затоа се препорачува да се пие сок од него. Присуството на органската глутаминска киселина го прави целерот широко да се применува во кулинарството, како корисен засилувач на вкусот и мирисот. Ценет е поголемото количество на прехранбени влакна, рибофлавин и хлорофил. Ги содржи витамините А и К, витамините од групата Б, содржи аминокиселини, разни етерни масла, не содржи маснотии ниту пак холестерол. Од минералите, целерот ги содржи калиумот, цинкот, калциумот, железото, фосфорот, магнезиумот и она што е многу битно, содржи само мало количество на натриум. Заради ваквиот сооднос на натриум и калиум, служи како одличен диуретик. Целерот е од огромна полза за човечкиот организам. Тој има особина да го прочистува организмот од токсините, па заради своите антитоксични својства, одличен е за пролетно чистење на организмот после зимските денови. Кога сме кај тоа,
Само да споменеме дека во Јапонија практикуваат еден ден во неделата да се јаде само целер во секаква форма. На тој начин, јапонците си го прочистуваат организмот. Целерот не само што ги отстранува отровите од телото, туку помага во регулација на крвниот притисок, делува поволно при заболување на црниот дроб и жолчката, а помага во регулирањето на шеќерот во крвта, поради што им се препорачува на диабетичарите. Само 2 стебленца од целер содржат 15% од дневната потреба на организмот од витамините А и С. Освен тоа, целерот е малку калоричен продукт. 2 лажици целер имаат само 2,7 калории. Целерот е богат и со прехранбени влакна, па токму затоа и помага за намалување на гасовите во стомакот и отстранување на токсините од организмот. Целерот е изразен диуретик. Според тоа, тој ја изфрла вишок од течност од организмот, а со тоа помага за намалување на отоците. Значи целерот ја потикнува работата на бубрезите и е добар за лицата со отоци предизвикани од кардиоваскуларните заболувања. Всушност целата билка е хранлива. Може да се цеди сок од неа, особено од гранчињата, а сокот е одличен за зглобовите, воспаление на уринарните патишта, помага при реуматскиот артритис, го намалува стресот, а го подобрува и памтењето. Семето на целерот е база на хомеопатската терапија како диуретик. Благодарение на големата содржина на етерични масла, целерот го стимулира целиот организам. Има влијание на состојбата на кожата, при тоа помага за регенерација на клетките, а има противвоспалително дејство и тоа на целиот организам, на сите органи, а не само на кожата. Постои мислење дека диети каде што целерот е застапен ја прочистуваат крвта, а тоа значи дека му ја олеснува работата на црниот дроб. Ако во текот на денот се грицка целер, особено стебленцато од него, тогаш имате загарантиран добар сон, веројатно, затоа во составот на некои средства за спиење влегува екстрактот од целер. Семето од целерот содржи некои масла кои што имаат широка примена во козметиката, парфимеријата и фармацевската индустрија. Целерот може да се консумира во секаква форма. Може да се јаде свеж, варен во супи, варива, може да се похува, да се пржи, може да се залева со кисело млеко или јогурт, одличен е потпечен со павлака и сирење. Секако, најполезен е свеж. Најценет дел од целерот се крцкавите стебленца и топчестиот корен. Листовите и семето се употребуваат како зачини во кулинарството. Јадлив е буквално секој дел од целерот. Лисјата, стеблата, коренот. Коренот обично се вари или се запечува. Стебленцата обично се употребуваат во сирова форма, но подеднакво може и да се варат и пржат. Лисјата и семето представуваат одличен зачин кон секое вариво. Целерот може да се додава во секоја салата, а прекрасно одговара кон секој вид месо, риба или пак морски плодови. Овде е и крајот на денешното издание Здравјето пред се. И не заборавајте, советите пременувајте ги. Ви посакувам убава вечер и останете на фреквенцијата на Канал Плюс телевизија. Ние се гледаме утре. Пријатно!